Уставни измени и членство во Европската Унија до 2030 година. Ова во стил на папагали секојдневно го повторуваат триото Ковачевски, Османи и Маричич. Сепак реалноста е сосем друга, а тоа е дека членство во нареднава деценија е речиси невозможна мисија. Тоа последен ни го кажа Макрон, а овој факт го потврди Европската комисија од каде одбија да гарантираат проширување на ЕУ до 2030-та. Сепак ова не се први вакви пораки кои ги добивме последниот период, па поради тоа е уште почудно зашто македонските власти не убедуваат дека само бугарите во уставот се важни, дека треба да работиме на уште многу други проблеми. Во мај годинава директно ни порача холандскиот амбасадор Јан Коп, кој кажа дека корупцијата и условите во правосудството на еден начин се на катастрофално ниво во Македонија. There is corruption everywhere, vested interest, undue political influence, nepotism, clientelism, and the recommendations of, let's say, the State Anti-Corruption Committee, the State Audit Committee, the Ombudsman are simply not followed up, and by anybody, not the government, not the parliament, not the prosecution. Дека треба да работиме на многу други реформи, пред една година директно ни порача и еден Олаф Шолц, германскиот канцелар, една од главните фигури во Европската Унија. Сакам да бидам сосема искрен со вас. Дури и по прифаќањето на овој компромис, процесот за влез во Европската Унија нема да биде лесен. Ќе има и други пречки кои ќе треба да бидат надминати. Покрај работа на домашните проблеми, Шолц ни порача дека за проширување ќе треба да почекаме и на реформите внатре во Европската Унија, она што ни го порача и Макрон. Европската Унија мора да се реформира пред да стане Унија со 30 или со 36 земји членки, вклучително и земјите од Западен Балкан, Украина, Молдавија и Грузија. Црни дамки на розевите очила на Ковачевски, Османи и Маричич некогаш се фрлаат и од внатре. Во еден од случаите тоа беше и македонскиот председател Стево Пендаровски. На критиките од холандскиот амбасадор кажа дека се чувствувал понижено и свесен бил дека ќе биде трновит патот кон Европската Унија. Како држава, ние сме во прилично лоша состојба, особено во делот на клучниот принцип, по мене, по кој се проценува нечија подготвеност за членство во Унијата, тоа е владење на правото. Сепак и ставот на Пендаровски не е баш конзистентен. Сега во врска со горливото прашање за уставните измени, вели дека биле избор или си за или си против ЕУ, дека бугарите во уставот не ни е единствен услов на патот кон ЕУ, ни кажи евроамбасадорот во Македонија Дейвид Гир. Тој ни порача дека додека цвета корупцијата, место за држава во Европската Унија нема да има.